Проектот Институционална надградба за координација и поддршка на бизнис активностите во Пелагонискиот плански регион денеска ја имаше четвртата обука со наслов Процес на идентификација на јавното приватно партнерство во општинските планови. Целна група се вработените од општините, од правните сектори, од делината за локален економски развој. Целта на оваа обука е да се запознаат вработените кои се првичните чекори за реализација за започнување на јавно приватно партнерство, кои се областите во кои може да се поддржи јавното приватно партнерство. Денешнава обука е продолжување на серијата работилници на тема јавно-приватно партнерство односно можностите за финансирање на проектите преку учество на бизнис секторот. Тоа е идентификување на проекти кои што се дел на стратешките планови на општините, значи од стратегиите за ЛЕР, кои би можеле да бидат предмет на јавно-приватно партнерство. Секоја нова можност не треба да се потценува и треба да се бараат можности да се искористи. Јавното приватно партнерство е дел од стратегијата на Европската унија до 2020 година, како една од алатките која што ќе се користи во развојот на Европската унија, што значи Македонија во тој правец прави чекори и општините се тие првите кои што ќе треба да направат чекорите во овој правец. Како треба еден проект за јавно-приватно партнерство да се идентификува, како треба да се развива, да се имплементира за потоа да се менаџира договор, е она што експертите ќе ги учат присутните на работилницата, нешто што е генерално прифатено во Европската унија и светот, нешто што значи квалитет на услуги кои ги дава приватниот партнер за она што го зел. Давањето на услугите е всушност можност за јавно-приватно партнерство. Колкав е капацитетот на општините? Фискалните капацитети на општините се уште се мали. Затоа што некаде по жител државата троши 7 пати повеќе средства отколку општината за капитални расходи пред се. И овие во процесот на децентрализација потребно е тие фискални капацитети на општините да се зголемат во секој случај. Од тој аспект баш денес и преку работата ќе видиме, меѓутоа делот на социјалната заштита, делот на економскиот развој, каде што се пазарите, собирањето на сврстиот отпад, спортските објекти се едни од потенцијалните проекти за јавно-приватно партнерство во Македонија. Работилницата е дводневна, а се одржа во Битола како центар на Пелагонискиот регион.